Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за тема која веројатно многумина ја разговараат меѓу себе во изминатите денови, но веројатно во изминатиот период, со оглед на тоа дека сообраќајните несреќи во кои што имаме и жртви и сериозно повредени, тешко повредени лица, особено во градските средини, стануваат сериозен проблем, да повторам уште еднаш сериозно. И токму поради тоа граѓаните бараат и нешто да се преземе, со што и најавија мирен протест во текот на утрешниот ден од 13 часот од градскиот парк е Фонтаната. Во секој случај за тоа малку подоцна, зборуваме за сообраќајни несреќи, особено во пределот на главниот град Скопје, каде што на булеварите се случуваат сообраќајни несреќи со сериозни последици. Последно од жртвите беше она за што и известува нашата колешка Христина Новевска во текот на денешниот ден во дневникот во 17 часот, особено чиј текст вели вака. Дали семафорите работеле или трепкале, исходот на велосипедистите кои неодамна загинаа на скопските улици ќе беше ист, вели скопскиот градоначалник Гоце Трајановски. Според него, жолтото светло кое трепка на семафорот е знак за двојно предупредување на возачите и велосипедистите, и тоа обично се употребува кога поминува некоја делегација, поради што се гасат семафорите. И во моментот кога пред владата неодамна на пешачки премин загина 13 годишно момче. Семафорите не работеле, но Трајановски допрва ќе проверува дали било така поради некоја делегација или поради дефект. Сепак тврди дека состојбата ќе била непроменета и доколку семафорот работел. Последна жртва беше 13 годишниот Давид Ангелковски, за кого се шпекулира дека беше прегазен од вработена во Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Тој е еден во низата несреќни случаи која во последните 6 месеци достигна до бројка од 66 жртви. Токму затоа и темата која што денеска ја обработуваме во емисијата се однесува на тоа дека жртвите во сообраќајот стануваат сериозен аларм за безбедноста по улиците, на улиците, како сакате. Одиме со изјавата на градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски по однос на безбедноста во сообраќајот и ќе се вратиме назад во студиото да разговараме токму со вас. Пред се, сакам да изразам жалење за изгубените човечки животи во сообраќајните несреќи во градот Скопје и меѓутоа при тоа би апелирал да не се прави политика од овие изгубени човечки животи, од овие сообраќајни несреќи. И сакам да потенцирам дека во изминатиот период градот Скопје интензивно работи на подобрувањето на безбедноста на сообраќајот. Тоа е проширувањето на многу булевари во градот Скопје и тие се проширувани согласно на сите стандарди за безбедност на сообраќајот. Значи со комплетна хоризонтална и вертикална сигнализација. И секаде онаму кај што имало можност, со максимални напори, правени се и велосипедски патеки и пешачки патеки. И тие се соодветно обележани. Така, тоа е она што се однесува по однос на обврските кои ги презема градот Скопје за безбедноста на пешаците и на велосипедистите во сообраќајот, односно оние кои што не управуваат моторни возила. И сега дополнително информација која што последна денеска е објавена на интернет порталите од страна на медиумите, а е секако во категоријата црна хроника, се однесува на тоа дека велосипедист бил тешко повреден на улицата Рузвелтова, Аудито удрило и во автобус. Практично информацијата вели, велосипедист е тешко повреден откако во него удрил автомобил Ауди со скопски регистерски таблички на улицата Рузвелтова во близина на крстосницата со булеварот Партизански одреди. Несреќата се случила околу 14 часот, а според првичните информации од полицијата, Аудито по ударот во велосипедистот направил уште една сообраќајна несреќа удирајќи во автобус. Велосипедистот со тешки повреди е пренесен во ургентниот центар, а полицијата на местото на несреќата извршува увид. За сега нема информации за евентуално други повредени лица. Дополнително во информациите, исто така, сообраќајот кон Катланово се одвива по една коловозна лента поради тешка сообраќајна несреќа во тунелот, каде што десетици возила се заглавени поради сообраќајната несреќа. Сите овие информации можете да ги најдете или на АМСМ или пак по интернет, социјалните мрежи и портали. Добар ден, велам кому? Добар ден. Ве слушам, повелете. Оваа тема малце ќе почнам поинаку. Малце непригладно ова, меѓутоа тоа е тоа. Посва да тапани нема. Која ќе се направи жртвата, која ќе дојде до жртва, тога веќе кајање нема.
Градоначалникот на Скопје зборуваше и направи повеќе улици, растури повеќе улици да ги прошири, за да нема сообраќајни удеси. Меѓутоа, од како ја прошири Линденска, повеќе има сообраќајни удеси на таа улица, отколку кога беше онаа старата Илинденска улица и Партизанска. Поставија семафори. Во ред, тоа е добро што ги поставија семафорите. Меѓутоа, семафорите се на толку близко поставени да возачите немаат време кога да зголемат брзината или кога да ја намалат брзината. Тоа треба добри стручњаци, добро да постават и сега со ова улицава покрај Кеј, навистина едно време имаше тука улица под блокот згради, која што функционираше како улица, откако се направи трговскиот центар за дотур на материјал на стока за продажба. Така, добро, да се задржиме околу жртвите во сообраќајот, ќе ве замолам. Точно тоа сакам да кажам. Меѓутоа, викаме дека имаме закони, носиме закони. Колку повеќе закони носиме, толку повеќе жртви имаме во градот. И за жал, тие жртви остануваат нерешени. Остануваат во воздух. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Кого имаме на... Да, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Ало? Ве слушам, зборувајте, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, сообраќајни инженер се јавува. Да, повелете. Да. Ало? Зборувајте, ве слушаме цело време, нема да ве прекинувам. Да, зборувајте. Ало, само телефон, ова телевизорот да се затвори. Така. Да, се работи за голема нестручност од страна на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Поради тоа што таму има запослено, мисля дека на Републички совет за безбедност во сообраќајот е професор по географија или туризам. Сите закони што се носат тука, се носат сестем аматерски и нестручно. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, господине. Тоа е, цела работа е тоа. А додека ние сообраќајните инженери шетаме без работа и така. Така. Добро. Тоа би било накратно. Накратко, може да се реши проблемот без проблем со наша стручна помош. Така. Од сообраќајните инженери. Добро. Ето, аматерски водење на сите тие закони. Добро. Ето е пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Уврска со ова за сообраќајот. Сакам да кажам, ние тука сме близко до железничката станица, до новата. Ноќе не можеме да спиеме од овие моторчи. Дали може некој да ги сопре, да им стави крај, кој ќе излезат од железничка станица, кој ќе почне да ни турираат моторите до кривината, тоа мислиш дека зградата се руши. Нема. Друго, горе према Скопјанка, тука Карши, тука не е заграден скроз просторот. Луѓето преку травњакот трчаат, преминуваат преку улица, тука и за возачите не е безбедно, нити за пешачите. Има подвозен премин доле, меѓутоа тој некогаш е осветлен, некогаш не е навечер. А најдобре има подоле пешачки премин, ама слабо кој го користи. Тука представува таква опасност, значи возачите луѓето трчаат да претрчаат, а отаде возила наидуваат и они кочат, свират нон-стоп. Дали тука може да се дополни оградата, не е завршена. Така стои отворено местото. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огњен. Ве слушам, повелете. Поздрав за тебе и екипата и гледачи на... Поздрав и до вас.
Благодарам. Вака едно моје мислење. С оглед на тоа што ја подолго време сообраќајни билтен го пратам табајли, со секој табајли има у 8 и негде 50 минути за минатите 24 часа на Радио Скопје има извесено сообраќајата. И констатација моја е и за време на Југославија и сега, да речем и пред 10 и пред 20 години и пред 30 години го пратам тој програм, таа емисија и следниот заклучок е моје. Памтам ја каде пред 30 години имаше помалце возила во Скопје и негде имаше од 20 до 40 обраќајки дневно. Меѓутоа, со материјална штета беа повеќе, ретко имаше да има жртва некоја. Сега негде од 10 до 15 обраќајки дневно има, меѓутоа, на жал, почесто има жртви. На што тоа се говори? Порано имало фичовски, пеглици, фијатки, оново послаби возила. Сега има многу побрзи возила, посилни возила. Чим ќе се отвори семафорот и прида. За жал, значи, можда она ограничувањето од 60 на часни град е криво, а најголемите кривци и возачите се и пешаците. Така. Не сме многу внимателни и возачи не се многу внимателни. Да, што да кажеш од семафорот кој ќе појде и се паш шлипат гуми, стопка дига одма. Сегашните коли, јаки коли, сега дига стопка. И мој заклучок е од тоа. Тоа е да и пешаците двосмислено поминува. Чим ја пушаш ногата доле на улица, од тротоарот на улица, на пешачки или на семафор, не треба да се пишманеш, го гледаш од лево со ситуација, кочиш на место и да помине тој. Сега ќе му текне, ќе тргне. Само да скратиме, ајде. Добро. Ја мислам дека од тие работи и не знам што да давам мислење. Добро. Поздрав и се него. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Во описот на протестот кој што се планира за утрешниот ден од 13 часот од градскиот парк е Фонтаната, се вели вака. Протестот е против лошата градска политика во однос на катастрофалната инфраструктура наменета за категориите на граѓани како што се пешаците или велосипедистите, кои се и најзагрозени во метрополата. Како и против лошата порака, поточно никаква, која градоначалникот Коце Трајановски ја испреќа на возачите на автомобили и мотори кои со години дивеат на улиците и одземаат човечки животи. А тој дури не се ни загрижил јавно ни еднаш околу тоа. Едноставно тој ја игнорира реалноста дека на улиците со кои толку се гордее е пролеана толку многу крв во сообраќајни несреќи колку што нема во европските градови со далеко поголема популација. Исто така протестот е и против лошото и сомнително водење судски процеси во однос на луѓето кои усмртиле пешаци или велосипедисти, нивно одолговлекување како и лесно ослободување на осомничениот од одговорност без никакви санкции. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Горе-доле, што мислам да кажем, вие сега се кажавте. Се согласувате со граѓанското? Да, ќе почнем пак од градоначалникот на град Скопје. Добро. И срам ни перде, излезе на телевизија и кажа, ако за мене бајашно, мислим така, по моје мислење, една толку голема глупост, што ни го свикат царите не може да потегли. Во однос на што? Тоа што го кажеме ние или го кажат луѓето или што го секојдневно тука имаме проблеми, да не го потребуваме за политички поени. Ќе те молам. Замислете, човекот унапред знае, си ја знае грешката, знае дека луѓето ќе го кажат исправно и тој унапред да се извади за неговите гревови и грешки. Пак е дека секојдневно гинат луѓе, уствари посебно гинат пешаците и луѓето со точкови, а тоа е благодарение точно на градоначалникот на град Скопје, што ги постави во последно време улиците. Нема, ама баш нема ни една патека за велосипеди која ќе почне од некоја почеток на улица и ќе заврши до крајот. Или ќе се прекине негде, или негде иде па се прекине неколку метра, па се враќаш. Да не зборим за пешачки патеки, па тоа и нема.
Градот е разрушен, разорен, градоначалникот нема, јас се убеден сам да му дадеш една гуска на цртана, ќе ја изгуби, а камоли да владее со милионски град. Тие само, и што е најлошо, не да е Боже да му се деси на некој, прво ќе гледа да го прекријат, ако е патриот, да го прекријат, ако е од пределниците, ќе сноси одговорност. Па тие застрелуват луѓе со меци, ги тепат на улица и сака да ги сокријат, а камоли па ако погинал некој или ете така, не сакајки или сакајки, несреќен случај за никве. Така да со еден збор, најголема вина, да речем власта не за Скопје, поготово е виновен без длака на јазик, градоначалникот е толку неспособен, а знае, тоа е политичко лице. Добро. Така, фала многу, да не се многу договлачим, доволно беше. Ви благодарам за јавувањето, убав ден за вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Излишно е да коментирам. Тие примети политикански, веќе ми се гади од нив. Него, конкретно на прашањето. Кој е тој што убива? Собственикот на Б категорија. Несвесноста негова. Убивањето завзеде стравишни размери. Предлагам, конкретно, ревизија на психолошката состојба на сите собственици на Б категорија. Јас, може би, сум бил добар кога сум полагал. Сум ги исполнувал тогашните критериуми. Но во меѓувреме се случило нешто кое ме направило да не сум добар шофер. Се земам себе си за пример, ме разбирате. Добро. И се уште возам низ Битолските улици или Скопските улици. Значи, ревизија на психолошката состојба на сите собственици на Б категорија. Дали тој во меѓувреме само наркоман, дали само алкохоличар, а градоначалникот на Скопје не е виновен за убиството на новинарката која седеше на тротоарот. На постојка беше, на најсигурно место беше поставена, но пијаниот шофер излета од улицата и ја уби. Значи, да ги лоцираме вистинските причини за состојбата која е стварно стравична. Ревизија на состојбата психолошка на сите собственици на Б категорија. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Кога сме кај категориите, имаат и граѓанската иницијатива Код се вратини ги улиците, исто така има што да каже поднос на тоа. Вели, во фокусот на досегашната визија на Трајановски за развој на Скопје се возачите на автомобили, а граѓаните кои користат велосипед или одат пеш, или пак користат друго алтернативно превозно средство, се граѓани од трета категорија. На неговите проширени улици беснеат ужасни возачи, без елементарна возачка култура, а патеките за пешаци и велосипедисти или се стеснуваат или ги нема. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам. Сакам да учествувам за прв пат во вашата емисија. Мило ми е, повелете. И токму сум баш од ова област, од сообраќајот. Јас сум дипломиран правник, а работам од 75-та година исклучиво сообраќајот. Од автошколи па и во совети за безбедност општински и така натаму. Соодветна личност за коментар, повелете. Ке ве молам. Во нашата порано имаше луѓе кои си точно знаеа работата, почнувајќи од совет, од Републички совет за безбедност за сообраќајот, па се до најдоле општинските совети. Сега, тоа се пропали полицајци, ќе бидам искрен, кои работат таму или нивните деца, кои немаат појма, се сложувам со претходниот гледач таму кој беше втор ред по ред, кој рече дека луѓе кои немаат, искрено ќе кажам, појма од сообраќајот, они ни кројат политика и ни кројат и закони за сообраќај, кои немаат. Ништо суштинско не се случува со новите закони, со новите предлози, ама апсолутно нема ништо ново или суштинско да се донесе во овие закони, кои и ден денеска ги носат, само припишуваат нешто, додаваат нешто и така натаму. Луѓето не знаат, денес има едно, после 3 месеци има друго. Вие, земете за една година колку пати се менува законот за сообраќај. Тоа доволно треба да ни зборува нам. Или господинот
Трајановски или Коцели, како се вика началникот. Добро. Човекот може би сака нешто да направи, меѓутоа дали нема добри соработници или го лажат и него. Мислам дека не му е местото он да коментира како треба во сообраќајот. Он треба да си гледа друга работа. Прави улици таму, меѓутоа треба да најде добри луѓе кои треба да му ја завршат оваа работа. Да завршам. Ајде. Сметам дека луѓето кои треба да ја вршат оваа работа, кои ќе стручен оваа работа, да го регулираат сообраќајот, да ги поставуваат сообраќајните знаци на одредени места и добро поставени, они треба да го работат тоа, а не луѓе кои не се компетентни за таа работа. Во автошколите не ги учат луѓето да возат 200 на саат по градските улици. Ве молам. Не ги учат таму така. Добро. Сигурно не ги учат да минат на црвено, сигурно не ги учат да газат пешаци на пешачки треми. Тоа е абсурд. Но, еве, ние ќе ги напаѓаме секој пат оние пониските кои не можат да се одбранат. Ве поздравам, ви благодарам на остапеното време. Ви благодарам и јас за јавувањето, и јас вас ве поздравувам. Она што се однесува до статистиката, вели дека во последните 6 месеци бројката на несреќни случаи е достигната до 66 жртви во последните 6 месеци. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Не треба многу големо. Ало? Да, ве слушам, зборувајте. Голема политика во овој дел. Еве примерот. Бев во Барселона пред 2 години. На влезот до излезот 50 км на сат. И ништо повеќе. Камерите снимат, кој помине повеќе, веднаш плаќа казна. Тоа е едната работа. Второ, на телевизија гледаме турски емисии, глупости и све. Дај бре емисии за сообраќајот. Го гледате на телевизија. Нека биде поучно. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав и до вас. Поинаква перспектива на проблематиката. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во врска со темата, сакам да кажам 2-3 збора. Ајде. Проблемот е околу луѓето кои го регулираат сообраќајот. Мислам дека најголем виновник е градоначалникот и полицијата. Уште едно сакам да додадам на претходниот дискутант кој побара ревизија на Б категориите, па тој треба ревизија на собственото мислење прво да направи. Оти се јавиат во било која емисија, пред некој ден го слушав и во врска со хипофизата дискутираш, изгледа човекот е многу паметен. Тој не е тема на разговор. Повелете со вашето мислење. Да. Сметам дека најголемиот проблем е во градските власти, иначе се слагам со предлогот кој беше пред неколку дена да се намали брзината на движење во населените места. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па видете сега вака. Жртвите во сообраќајот биле и ќе ги имам пак. Меѓутоа, ова што се случува кај нас, не сакам погрешно видам сваќен, сега е драстично, затоа што ние веќе во Скопје немаме сообраќај, имаме хаос од сообраќај. И до сега требаше претходно да се презимаат низа на мерки за да се смири ситуацијата. Јас нема да идам директно да го напаѓам градоначалникот, него сега само ќе му упатам апел да не ја прави улицата покрај Кио, да го направи надвозникот за пешаци кај градска болница, кај Зелено пазарче. Нека стави 2 елеватори за качување на ние за постарите лица, а за помладите скали. Значи, ете прилог, нека се откаже од сообраќајницата, нека го направи накото. Надвозникот пешачки, затоа што тој веќе 30 години се бара таму да се постави. А што се однесува до мерките, јас мислам дека овдека државата треба тука да се замешаат и од бирото, Националното биро за осигурување. После под број 2 треба Министерството за внатрешни работи да си го преиспита ставот и организацијата на поставеноста на службата во Скопје по сообраќај, за да мислам дека вака како што е работата нема брзо да се реши. Од кои причини? Прво, се додека некој знае дека за 4000 денара може да предизвика штета од 40.000 евра, 50.000 евра и вози лудо, ќе се случи ова, затоа што ќе знае дека некој друг ќе плаќа штетата. Во меѓувреме,
се направија низа на мерки кои им дозволија на возачите да ги прикриваат своите прекршоци и да останат неказнети. Тоа е пример на законот на Европскиот прашалник за попълнение за прикривање сообраќајки. Добро. Под број 2, дека подхитно треба да се преиспита опременоста. Јас ова веќе, пошто го знам, ќе ме познаат некој што дискутирам. Добро. Преиспита опременоста на станицата за контрола и регулирање на сообраќајот во град Скопје. Министерството за внатрешни работи треба подхитно да екипира пополни со луѓе, бидејќи вие денес како земете да се движите низ градот, нема да видите, многу ретко да видите полицаец пешак, а камоли да видите полицаец мотопатрола. И за да ви биде сето тоа појасно, може би треба да ги извадите статистичките податоци од 86-87 година, да видите колку на ниво на месечно ниво во градот Скопје се спроведувале акции за контрола на регулирање и какви акции се спроведувале, и сега да споредите и ќе стане јасно дека работата дојде, дека не е само да имате школа за да добиете работно место, туку треба да имате желба и познавање на материјата каде што работите. За жал, тоа мислам дека денеска не е овакво реалност. Добро. Туку само се мафта со дипломите кои не даваат резултати, туку позитивни, туку даваат негативни резултати. Мислам дека веќе така треба да се гледаат работите и да се презимаат мерки, за да се реши нешто. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Се јавувам од Велес. Поздрав до Велес, повелете. Вака јас ќе ви кажам за сообраќајот, само да ми слушате малку. Ајде. Јас пред 4 години бев во Полска. Во Полска не ги гледаш колите. Само правен си миниш преку тротоарот кој што одбележан си миниш и они си запира. А меѓутоа, во главните улици имаше укопани мермер, не е одбележан со боја, мермерни стази на најглавните улици. Тоа е вечно. Еднаш ќе се направи и вечно е тоа. Јас го видов. Меѓутоа, кај нас, што ќе направат? Дали со поликолор, дали не знам како, ќе одбележат пешачките премини и не се гледаат и тие. Еве, кај нас у Велес се избришано е. Не се познава ни пешачки премини, ништо. Сега, тука се криви градоначалниците. Градоначалниците не бараат боја испитана да трае подолго време. Каква е? Таква ефтина, а ќе пишат скапа боја. Тоа е тука некако изгледа фалсификатни работи. Перење на пари изгледа тука тоа. Так. Едно. Друго. Се дава на деца. Деца има тетовирани, малоумни и крадачи се. Тие, он, ако направи некоја штета, он гледа да оде у Идризово да орана, да затвора да орана. И така. Добро. Треба убаво возачките дозволи кои се даваат. Треба да го прегледаат у комисии тамо лекарски. Нервозен ли е, малоумен ли е, Добро. паметен ли е, непаметен ли е. Треба да му се даде возачка дозвола правилна. Добро. И да може да вози дисциплиниран да е Так. и да пази на народ. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака мислам дека најмалку може да се обвини било кој, дали власта, дали полицијата, а ако некој поединец, значи кога вози автомобил, нема трпение, е нервозен, нема нерви да поднеси да оди во колона. Да речеме, јас кога возам, например, до Скопје или било каде, има доста примери каде поединци, да речеме, не може да трпи да вози во колона зад некој шлепер и на кривина, на опасно место, цела колона ја преминува. И тоа е тежак ризик. Спомено на Бога што во такви некои случаи немало кола од спротивен правец, иначе овие сообраќајки би биле сигурно со 10 пати помножени. Велам дека, значи,
има луѓе кои доста ризикуваат, возат пребрзо, или пак во пијана состојба, или па како зависници од наркотици. Мислам дека за тоа не е одговорна било која влада или наша полиција, туку одговорен е тој самиот кој изел да користи дрога, станал зависник, а поготово оние кои го далечиле од оној вистински човечки пат. И така мислам дека конечно не треба да обвинуваме за било која влада или било која полиција, било која институција. Мислам дека е крајно време секој од себе си да тргне, да вози по правилата на собрајкиот и да има поголемо трпение. Некогаш за трпение, не знам, од неколку секунди или неколку минути, човек сам си го става во ризик својот живот, на својата фамилија, а може би на други кои би... Значи, на други луѓе во друга такова. Мислам дека нема да до сега што го кажував, нема да ме обвиниш дека сум фашист, националист и шовинист. Никогаш не сум ве обвинил за такви работи. Човек кога брани своја македонска држава, македонски народ и македонска црква во Македонија од оние кои ја негираат, кои викаат дека е мизерна држава, која негираат и плукаат МПС, тогаш јас не сум шовинист, јас бранам. А оние кои ја негира МПС, кој е... Пријатно до вас и благодарам за јавувањето. Значи, вака сега да се разбереме. Тоа беше последниот гледач. Јас никогаш конкретно вас, Тале, не сум ве обвинил дека сте фашист, шовинист и слично. Доколку сте, тоа си е ваш проблем. Не можам јас тука никако да ви помогнам. А што се однесува до, ако го сметате исклучувањето во одредени емисии, не секогаш, од вашата емисијава, тоа не е поради тоа што некако ве обвинувам, туку напротив, затоа што конкретно заминувате скрос од темата. Денеска зборувавме за жртвите во сообраќајот. Вашето непочитување кон тие жртви и кон оваа емисија е зборувањето ваше за МПЦ и слично или која и да е тема. Ако некој бил обвинуван во емисијава дека е фашист, нацист, шовинист и така натаму, тоа сум бил јас од различни гледачи во разни емисии во изминатите скоро па 3 сезони на оваа емисија. Ви благодарам за вниманието, ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден.